Автопатот Тетово-Гостивар е еден од најфреквентните патишта во земјава. Според податоците на јавното претпријатие за државни патишта, лани на овој пат биле регистрирани 16.300 возила. Возачите кои се движат по оваа сообраќајница велат дека сообраќајниот метеше секојдневие, а безбедноста е на многу ниско ниво. Никогаш не е бил безбедно и нема да биде. Брзо се вози. Многу возила има. А како безбеден, без жица, без ништо? Излезе кучиња, излезе на пат, не ти се исплати после ако се деси нешто, не те плати никој. Нема безбеден тука ништо уште. Не. Зошто не е безбеден? Па не е по стандарди, што треба да биде. А има премногу возила, гужва? Па има. Според единствениот ревизор за безбедност на патиштата во земјава, Елмир Мустафај, тој пат е многу ризичен, бидејќи се вози брзо, а нема ниту добро осветлување. Потребно е да се прави ревизија и на проектното решение за секој пат, како и за безбедноста, вели Мустафај. Да се помнеме од директивата која донесе Европската комисија, дека треба патот да има, освен ревизија на проектна документација, треба да има ревизија од аспект на безбедноста. Значи од самото идејно решение. Идејно решение, основен проект, изведен проект, пред пуштање во употреба и после пуштање во употреба. Значи, треба да се следи целиот од аспект на безбедноста. Дали фали нешто од првата фаза, значи секоја фаза има посебно што треба да се види. Мустафај додава дека се уште во земјава нема издадено овластување за ревизори за безбедност на патиштата. Тоа се практикува во земји како Хрватска и Словенија, па се очекува таквите директиви од Европската Унија да започнат да се почитуваат и применуваат и кај нас.